Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Како учениците да се однесуваат за време на пожар? Денес во Тетовски Пирок беше изведена показна вежба за заштита од елементарни непогоди. По повод октомври, месецот за свесноста за ракот на дојката, во Сдруженијето на пензионери во Тетово се вршат бесплатни прегледи во деновите вторник, четврток и петок. Казнети 25 возачи кои не им дале предност на пешаците и 29 кои погрешно ги паркирале возилата. Показна вежба за заштита од елементарни непогоди денеска се спроведе во основното училиште Сами Фрашери во село Пирок, општина Боговиње. Тактичко показна вежба за проверка на ефикасноста и функционалноста на планот за заштита и спасување во случај на пожар, свлечиште и други елементарни непогоди. Денеска беше спроведена во основното училиште Сами Фрашери во село Пирок, општина Боговиње. Вежбовната активност се спроведе по замислено сценарио, така што учениците брзо го напуштија објектот на училиштето и се засолнаа на место далечено од училишната зграда. Потоа припадници на територијалната противпожарна единица од Тетово гаснеа пожар, извлекуваа заборавен ученик од училиштето, а волонтери од Црвениот крст Тетово му даваа прва помош на повредениот ученик. Со вежбата за заштита и спасување од свлечиште, пожари и други елементарни непогоди во основното училиште Сами Фрашери во Пирок, општина Боговиње, во рамките на проектот подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион го обележивме Меѓународниот ден за намалување на ризици од катастрофи за 2022 година. Целта на вежбовните активности беше во една координирана акција на сите инволвирани субјекти на локално ниво да се тестираат нивните способности и подготвеност за справување со природни опасности, тоа е со справување со свлечиште и пожар. Знаеме дека овој регион е изложен кон опасноста од свлечишта, ерозии, поплави и поради тоа е неопходно да се гради културата на отпорност на најмалите, кои можат да бидат агенти за трансформација, тоест агенти кои ќе го пренесат своето знаење и практики понатаму во општеството. Вежбовните активности се многу битен сегмент во јакнењето на способноста и подготвеноста на граѓаните, како и координираноста и навремената реакција на субјектите за заштита и спасување, управување со кризи и за справување со елементарни непогоди на локално ниво. Вежбата е од неопходно значење за жителите на овој регион, кој често е погоден од силни поројни дождови и свлечишта, опасни по живот за местното население. Ова вежба е од големо значење, бидејќи нашето училиште се наоѓа во подрачје каде што земјиштето е лизгаво и трае тоа неколку години и се случува лизгањето на ова земјиште, а нашето училиште припаѓа во таа подрачје. Значи, ова вежба е со премногу значајна за нашето училиште, за нашиот колектив, за децава и така. Обуката, тренингот и вежбата се спроведоа како дел од превентивните активности и едукација на населението во рамки на проектот подобрување на отпорноста кон поплави во Полошкиот регион, финансиран од Швајцарската амбасада, а имплементиран од UNDP Македонија, Министерството за животна средина и просторно планирање и локалните самоуправи од Полошкиот регион. По повод октомври, месецот за свесноста за ракот на дојката, во Сдруженијето на пензионери во Тетово се вршат бесплатни прегледи во деновите вторник, четврток и петок. Прегледите ги врши доктор Павле Спасеновски, специјалист радиолог, субспецијалист за гинеколошка и мама радиодиагностика. Покрај другите активности имаме и месец на борба против ракот на дојката. Денеска во Сдруженијето на пензионери по тој повод се организира бесплатни прегледи
тие траат во текот на целата година, меѓутоа овој месец е специфичен за одреден за таква намена и ние сме спремни во рамките на амбулантата да ги примиме сите пензионерки кои што имаат интерес за да дојдат на преглед, за да на време евентуално се открие она што не треба да го имам. За нас, пензионерите, е малку полесно, пошто ако идемо со термини, многу тешко да добиеме термини за преглед у болница, пошто тие термини се многу долги и чекање. Овдека се вршаат прегледи бесплатно. Нашата популација во Тетово не е запозната со овие чекори што ги земаме за здравството, за вниманието што треба да има жената, мислим, во годините како што сме ние, туку со вакви настани и со вакви, мислим, телевизиски преноси ние ќе дознаат, мислим, нашата популација и, мислим, Тетово и околинава, дека во Сдруженијето на пензионерите се организираат вакви настани. Од досегашниот одзив на пензионерките, уствари, ова е амбуланта од отворен тип, е задоволителна, но сметам дека треба да биде уште поголем интересот за да се опфатат поголем број на пациенти. Може секој да се јави овој месец, без разлика дали са пензионери или не пензионери, ќе биде прегледан и ќе повторам, прегледите се вршат вторник, четврток и петок од 10 сатот, па додека има пациенти. Зошто треба да дојдат на прегледи? Зошто е важна превентивата од оваа болест? Превентивата и прегледите за оваа болест се остои во тоа што болеста е асимптоматска, значи не покажува некои знаци за кои треба да се јави пациентката на доктор и први симптоми секој ќе дојде на преглед се откриваат. Затоа и са тие стресови, нема ништо, а овде се открива лошата болест. Затоа се овие превентивни или скрининг прегледи бесплатни за да се спречи или навреме открие таа болест. Во ситуација кога ланецот на набавки е отежнат, премиерот Димитар Ковачевски рече дека од 2023 владата ќе им исплаќа субвенции на земјоделците авансно за да ги добијат кога им се најпотребни. Според новиот модел за субвенционирање, за тоа ќе бидат потребни плюс 15 милиони евра. Однапред платените субвенции ќе изнесуваат 30%. Владата го усвои новиот модел за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Досегашните анализи, но и оваа светска криза, покажаа дека е потребна итна промена на моделот на земјоделските субвенции. Промена која што на краток, среден и на долг рок ќе даде ефекти, односно ќе значи поголемо производство на домашна храна и намален увоз. Детално целиот нов систем ќе го објасни министерот Николовски, но ќе потенцирам дека се работи за модел креиран по европски терк, поефикасен и прилагоден на предизвиците што ни ги донесе кризата. Конкретно, досегашниот систем, според кој земјоделците добиваат субвенции, без да прикажат дека оствариле производство, се заменува со нов декаплинг систем. Со овој нов модел, земјоделците добиваат авансна исплата на субвенциите која ќе ја добиваат во тековната година, кога конкурирале за субвенцијата, односно, тогаш кога им се најпотребни пари за да имаат одржливо земјоделско производство. Ги мотивираме земјоделците да произведуваат повеќе храна, а дополнителна поддршка добиваат оние земјоделци кои ќе се насочат кон производство на стратешките култури со користење на сертифицирано семе и производот ќе го предадат кај регистрирани капацитети или земјоделски задруги. Дополнителна поддршка е предвидено и за земјоделците кои од своето производство создаваат финален производ за продажба. Ова е само првата фаза од реализацијата на новиот декаплинг систем за распределба на земјоделските субвенции. Оваа година се применува за овоштарството, имавме пилот проект кај производството на сончоглед, а веќе од следната година ќе бидат опфатени сите земјоделски гранки. Во детали ќе објасни министерот како изгледа новиот модел, меѓутоа само кај производството на сончоглед, кај кој што се примени како пилот проект овој нов систем на декаплинг на субвенциите во земјоделството,
оваа година имаме дупло поголемо производство на сончоглед со исто ниво на субвенции во споредба со минатата година. Она што е важно и треба да го знае секој земјоделец и секој граѓанин е дека со новиот модел не е предвидено намалување на средствата наменети за земјоделците, туку нивна поефикасна распределба, побрза исплата, што значи планско и одржливо производство, од што бенефит ќе имаат и земјоделците и државата. Во насока на подигнување на квалитетот на услугите во градинките, денес се одржа работна средба на која пред директорите на преку 70 градинки од земјава беше презентиран мелко методот за следење и подигнување на квалитет на воспитно-образовниот процес во предучилишните установи. Низ процесот на обуки беа вклучени 1300 воспитувачи, кои што верувам дека со сето онаа што го стекнаа како знаење и вештини низ тие обуки, успеа да ги мотивираат и останатите колешки, колеги во градинките, да им го пренесат знаењето и со тоа да го шириме опсегот на лица кои што се стекнале со нови знаења и вештини. Постојано работиме на усвојување на нови модели, со што ги постигнуваме нашите зацртани цели за подигање на квалитетот на предучилишното образование. И токму тоа е и цел на денешната средба, да разговараме, да дискутираме, да видиме што е она што најдобро можеме да го направиме, уште повеќе и уште попосветено да работиме на овие наши цели. Денес експертите ќе ги презентираат клучните придобивки од Мелко алатката, чија цел е дополнителен придонес кон подигање на квалитетот на услугите во градинката. Ова е особено важно за децата да се развиваат и да растат во едни современи услови, но развојот на децата во градинките без воспитно-образовниот кадар не е возможен и без промени и овде и без нови знаења исто така тоа е невозможно. Следуваат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 15 часот и 15 минути, со наредба на Основното јавно обвинителство Скопје, привеле 53 годишен Гостивар за издржување мерка притвор од 30 дена, а кој се барал со централна потерница. По лишувањето тој е спроведен во казнено-поправната установа Затвор Скопје во Скопје за издржување на притворот. Полициски службеници на СВР Тетово вчера во 17 часот лишиле од слобода 43 годишен тетовец кој се однесувал агресивно и му се заканувал на неговиот 72 годишен татко. Тој е задржан во полициска станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот и 15 минути во СВР Тетово е пријавено дека на магистралниот пат Гостивар Тетово во близина на бензинска пумпа на излезот од Гостивар патничко моторно возило Volkswagen Туран со гостиварски регистарски ознаки, управувано 29 годишник од гостиварски Вруток, излетало од коловозот. Во несреќата возачот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во гостиварската општа болница Ферит Мурат, каде бил пренесен за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од Оделението за внатрешни работи Гостивар. Казнети 25 возачи кои не им дале предност првенство на пешаците и 29 кои погрешно ги паркирале возилата. Полициски службеници на СВР Тетово вчера од 9 до 14 часот спроведоа акцијска контрола на тетовското подрачје околу тоа како и колку ги почитуваат возачите нивните обврски кон пешаците. При контролата биле констатирани законски санкционирани вкупно 25 прекршоци, односно толку возачи не им дале предност, односно првенство на пешаците. На сите возачи прекршители изготвени им се поднесоци, тие ќе се соочат со предвидените парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 45 до 250 евра. За оние пак кои не пропуштиле пешаци на обележани премини и со тоа непосредно ја довеле во прашање нивната безбедност, ќе следува и мерка временно одземање на возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во акцијската контрола биле санкционирани 23 други видови прекршоци, 15 во Тетовско и 8 во Гостиварско, од кои 11 се однесувале на пречекорување на дозволената брзина.
Вчера исто така продолжили активностите за поголем ред и безбедност со паркирањето во Тетово. Санкционирани се 29 непрописно, односно погрешно паркирани возила претежно во централното подрачје. Или од почетокот на овој месец до сега вкупно биле санкционирани од Тетовската ПАЕК служба подигнати над 200 возила. Справувањето со фудбалскиот хулиганизам бара професионалност на сите фактори, истакна министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски по учество на тркалезна маса, организирана со цел да се стави фокус на фудбалскиот хулиганизам како важно безбедносно прашање. Би сакал особено да ги истакнам негативните последици што ги има за спортот, бидејќи директно придонесува кон загрозување на животите и здравието на голем број на искрени пријатели и поддржувачи на спортот, кои што се почесто стануваат недолжна жртва на една разбесната толпа на луѓе кои што се наоѓаат на фудбалските стадиони. Предизвикувањето нереди на фудбалските надпревари не е феномен за истражување само од аспект на однесувањето на гледачите, односно на групите публика, туку воопшто за проучување на едно колективно насилство. Кога станува збор за фудбалскиот хулиганизам кај нас, видливи се напорите да се покрене широка превентивна општествена акција за уплашување на последиците од овој општествен феномен, но сепак мора да се има предвид дека тоа представува долготраен и пред се сложен процес, кој што бара многу време, трпение, вештини и енергија, но бара и материјални ресурси. Ниеден надлежен субјект не може поделно да се справи со оваа негативна општествена појава, па во таа смисла особено значајна е улогата на спортските клубови, навивачките групи, полицијата, редарските служби, но и на политичките субјекти, на судството, на медиумите, на невладините организации и мислам најважно на училиштата и на другите институции кои што многу навремено ќе може да градат систем или отпорност на ваквите појави. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!